Само знаев Горан Пандев од фудбал, бидејќи Македонија победа. Во Хамбург живеев и кажам секогаш беше најефтинот лет од Хамбург до тука. И видов Скопје интересно изгледа и гледав сликите на Скопје на Google Maps од Александар Македонски. Се изгледа добро. Не знам, Скопје има многу енергија. Луѓе имаат многу енергија. Кога дојдеш од Германија, Хамбург добро исто, многу луѓе, 2 милиони. Енергија е различно од тука. Тука беше сите беа надвор, пијат кафе. Немаме такви традиции во Германија. Тоа е како тренд во Германија. Многу германците сакаат држави кои не се многу популарни. Прв што видов беше крст на Водно. Многу беше убаво и многу планини. Од каде сум Фрајбург имаме многу планини исто. И малку слично беше. Чувства како дома. Да, Александар Македонски беше интересно многу големо. Спомени, учев. Мислам за природата охи таму и за луѓе, мислам Скопје и Битола. Знам дека има како ривалитет. Многу сакам Битола и битолџани како живеат, сите на широк сокак, многу ми се допаѓа таму. За мене најинтересно е дека сите места се различни. Пример сум во Прилеп и многу изгледа различно од Битола. И после сум во Кавадац и после не знам 30 минути многу различно исто. После тоа во Велес и се изгледа различно. Во Струмица ништо не разбирав. Куманово исто. Куманово многу тешко, Струмица. Прилеп добро беше. Таму луѓе зборуваат многу чист македонски, само со нешто, не знам. Здраво и добро дојдовте во уште еден Сител подкаст. Во денешната емисија ќе слушнеме една интересна, невообичаена, но и инспиративна приказна за еден млад човек кој што доаѓа од Германија. Мој денешен гостин е Фин Вачов. Многу мина и те познаваат преку социјалните мрежи, бидејќи таму си доста актуелен, особено последнава година. Добре дојде. Фала многу. Фала за поканата. Морам на почеток да ти кажам, одлично го зборуваш македонскиот. Фала. Ќе пробам. Немаш никакво потекло македонско. Не. Ти си, што би рекле ние овде, чист германец. Да. Од кое место од Германија си? Од Фрајбург. Ама моите родители од Хамбург. Фрајбург кај Швицарија и Хамбург во Северна. Имаш 20 на 23 години, така? Да. 23 години и веќе повеќе од 2 години живееш во Македонија? Да, 2,5 мислам. И прв пат кога дојдов беше пред 3 години. Пред 3 години? Да. И за неполни 3 години или една година активно учење македонски? Да. Веќе одлично не разбираш што зборуваме, размислуваш на македонски? Не секогаш, повеќе на германски. Ама исто и кога зборувам англиски, исто размислам во германски. Ама мислам ке биде. Не знам за некои години. Ке размислам во македонски. Ке почнеш да размислуваш на македонски. Ама мислам како македонците. Не знам како живееш како македонците. Да. Добро, колку време ти требаше да се прилагодиш на нашиот менталитет? Да. Исто сум во како процес. Не знам како е. Да. Така, да. Исто сум во процес, моментално мислам. Ама разбирам повеќе и учам. Се прилагодуваш брзо. Да. Ајде да почнеме како доаѓаш ти во Македонија. Да. Имаше само 20 години. Како ти текна? 20 години, да. Како ти текна баш Македонија? Многу ме интересира. Ништо не знаев за Македонија, само знаев Горан Пандев од фудбал, бидејќи Македонија победа против Германија. Па и тоа не е ништо, нели? Да, добро, да. И да, во Хамбург живеев и кажам секогаш беше најефтинот лет од Хамбург до тука. И видов Скопје интересно изгледа и гледав сликите на Скопје на Google Maps од Александар Македонски и се изгледа добро. И мислев дека сакам да дојдам и дојдов. И убаво време беше, бев во јуни тука. Јуни? Да, топло беше. Во Хамбург имавме врне и тука многу жешко сонце. Да, многу ми се допаѓа и да. Тоа е како дојдов прв пат. Обично ние од тука гледаме да начекаме некој ефтин авиобилет за да патуваме никаде низ Европа, за да посетиме некој нов град и за нас е тоа многу важно. Да. Ти си еден обратен случај каде што од Германија решаваш да го искористиш тој ефтин лет за да го посетиш Скопје. Како падна таа одлука? Со кого дојде? Како се организираше? Да. Како прв пат како организира? Прв пат како дојде? Со кого? Со еден пријател од Германија. И заедно бевме. И да, не знам, многу бевме млади бевме и немавме многу обврски, немавме многу исто немам сега, ама немавме многу обврски и тоа е како тренд во Германија. Многу германците сакаат држави кои не се многу популарни. Кои не се многу популарни.
I, например, има многу германците кои одат во Албанија на одмор, Македонија, Србија. И тоа е моментално попопуларно во Германија. Да, ама не знам. За мене многу сакам како помали држави. Добро. Да истражуваш, да. Да. И интересно изгледаше. Ама немав, не знам како да кажам. Немав Некои очекувања? Да, очекување, да, немав очекување, да. Значи дојде овде буквално само Да видам како е, ефтина е картата, што па да не, нели? Да, така е. И што се случува еве првиот момент на што прво наидуваш, кои се твоите први впечатоци за нашата земја? Да. Дојдов во вече, еден во ног беше. И дојдовме и прв што видов беше крст на Водно. Аха. Millennium крст, да. И многу беше убаво и многу планини. И од каде сум Фрајбург имаме многу планини исто. И малку слично беше. И не знам, чувства како дома, не знам како да кажам. Многу беше чувство. Тоа веднаш го почувствува? Да. Се осети како да си дома. Да. И исто до сега, многу сакам планини тука, например во Скопје. Многу сакам да гледам и гледам надвор, седам на балкон и гледам на планини. Не знам, тоа е како чувство за мене. Многу ми се допаѓа. Добро, и тоа е првиот момент кој што те потсетува на дома. Да. Колку дена остануваш првиот пат овде? 3-4 дена мислам. 3 дена? 3 дена мислам. Да. И интересно беше, многу луѓе беа многу отворени со нас. Спорувавме со многу луѓе. Со мој пријател бевме во центар, кај Александр Македонски. Спорувавме со луѓе. На патот. Здраво, не на македонски, ама. Да. Здраво, каде се најдобри места тука. И сите беа многу отворени, кажа многу среќни дека дојдовме и многу добри гостин. Домакин, да. Домакин. Ти си гостинот, мислам, си бил тогаш гостинот, сега веќе може и си домашен. Да. 3 години си веќе скоро овде. 3-4 дена само во Скопје ги поминуват? Да, само Скопје, да. Што беше оно што најмногу те импресионираше од нашиот главен град? Освен планините и природата која што си ја видел, местоположбата на градот, што друго беше најимпресивно за тебе? Мислам луѓе, како се луѓе. Не знам, Скопје има многу енергија. Луѓе имаат многу енергија. Кога дојдеш од Германија, Хамбург добро исто, многу луѓе, 2 милиони. Ама енергија е различно од тука. Тука беше, не знам, сите беа надвор, пијат кафе. Немаме такви традиции во Германија. И да сите изгледат среќни со нас. И не знам, за мене луѓе мислам, како луѓе живеат. Луѓето, менталитетот. Менталитетот, да. Тоа беше. И Александр Македонски беше интересно, многу големо. Да, многу не знам како е спор за statues на англиски. Да, споменици. Учев. Да. Супер. Значи, дали ги посети, ме интересира Скопското кале? Се качили првиот пат на Водно? Не, мислам не сум бил во Кале. Во Кале бев, кога живеев тука 3-4 месеци. Добро. Да, и Водно исто, не сум бил таму. И Матка исто не. Само во град. Само низ градот? Да. Забава, предпоставувам. Да, етнаш бевме на забава во вече. Кај интермецо, мислам. Добро. Да, ама интересно беше, да. Интересно. Да. Остануваш овде 3-4 дена, нели, тоа е еден како тренд, како што велиш ти во Германија да се посетуваат помали, по не толку познати држави. Да. Што се случува кај тебе за ти повторно да ја имаш желбата да се вратиш овде во Скопје, во Македонија? Да. Што ти се случи, што размислуваше дома кога се врати во Германија? Летав назад до Германија, бив на аеродром и многу бев тажен дека сум назад во Германија. После само 3-4 дена? Да. Дека во Хамбург бев на аеродром и сите изгледа многу тажни и депресивни и ладни, вирне имавме. И не знам, тоа чувство беше. Сварно бев назад во Хамбург и знаев дека не сакам да живеам тука. Тоа не е за мене. И дојдов пак тука после 1 месец, мислам. Многу брзо? Да.
за тогаш 2 дена, мислам, 2-3 дена. И после тоа дојдовме како за секогаш. Не за секогаш, ама да, без. Веќе реши дека сакаш овде да живееш. Да, да. Тоа беше после колку време од првиот пат? Дека сакам. Кога реши да дојдеш да се вратиш овде? 2 месеци, 3, нешто. Да, во август беше прв пат јуни, да. 2 После месеци. само многу брзо, да. Да. Што се случуваше, претпоставам, таму живееше со твоите родители се уште? Или Не, имав стан таму. Сам. Да. Еве што се случи кога им кажа на твоите најблиски, на твоето семејство дека решаваш да живееш во Македонија? Многу беа лути. Не беа срекни. Не, бидејќи бев таму во факултет и учев економски. Да. И да, ништо не знаат за Македонија. Македонија не е многу позната кога мене. Да. И да, не беа многу срекни, ама да, сега се срекни. После некој време мајка ми дојде и после татко ми и да. Да проверат каде живееш. Да, ама во почеток не беа многу. Имавте ли некој страв во однос на самата држава, на безбедноста? Нешто што еве го размислуваше, сепак не ти беше сеедно за да останеш овде како странец. Да. Имаше ли такви некои потешкоти во однос на останувањето овде? Во Германија? Не, тука. Тука, да. Да се плашиш ти или твоето семејство, не знам, за твојата безбедност овде, дали сме безбедна држава, бидејќи сме мала, не толку позната држава, да речеме. Да, сега разбрав. Во Германија имаме некоја страна од Министерство за внатрешни работи? Надворешни работи. Добро. Да. И таму има страна за сите држави во светот. Така. И таму пишано се, како за, например, за Македонија. Што пишуваше за Македонија? Мислам дека е сигурно е. Болници се добри во Скопје. Да, ама не беа многу, немаше многу лоши како вести. Да? Лоши информации, не, се добро изгледаше. Да. Мислам дека не знам што исто има пишано. Ама не се многу лоши. Немаше многу податоци, не беа многу лоши. Да. Остануваш овде да живееш во август. Тешко ли ти беше да се снајдеш каде ќе живееш? И дали беше сам, скроз сам или повторно со некој твој пријател? Да, со мој пријател, со кој дојдов прв пат. И имавме во почеток имавме стан и ништо не знаевме како, например, како се цени, како се ќе функционира. И многу беше скапо за некој не многу убав стан. Добро. И учевме дека тоа е, луѓе ќе кажа дека тоа е прескапо, тоа не е како треба да биде. И тоа е како учевме. И после имав уште еден стан и сега уште еден. Да, ама тоа е како учев со грешки. Како да кажам, да. Откако запозна пријатели, па можеби ти кажа кои се од прилика цените. Да. Те нервираше ли тоа што овде повеќето луѓе знаат према странци да бидат малку можеби безобразни? Да, мислам тоа е како е. Да. Имавме еден човек кој кажа дека тука имавме стан, ќе ти дајдам за, не знам, 900 евро? Не, 900. Месечна кирија? Да. И не беше како наводно, беше во аеродром нешто многу старо. Не дека е проблем, ама прескапо беше. И да, тоа е како учевме, не знам како да кажам. И не знам, дојдовме и тоа беше малку смешно за мене, бидејќи дојдовме и платив повеќе кирија како од Германија, ама стан беше малку полошо. И тога знаев дека, тоа не е како треба да биде. Не е реално. Да. Брзо успеваш да се прилагодиш на живењето овде. Каде беше твоето прво место на живење? Која населба? Кај аеродром, Во аеродром, добро. Да, во аеродром, да. Кај Get Cafe. Аха, окей. Не знам, кај вадата, таму. Добро. Да. Добро беше, убаво. Убава населба, ама да, стан беше малку стара. Сега исто живееш во аеродром, мислам? Да, сега кај Джаваје. Да. И после тоа живеев во Капош, кај Сетимо, 1 година, нешто.
Ти се допаѓа или Скопје како е организирано? Да. Да, мислам има многу убави места. Па не знам, тоа е многу контроверзен. Што е најдобра населба. За мене многу ми се допаѓа Ердоан. Ама Капош исто убаво. Многу убаво беше. Мислам дека сите места има како убави. Ако можеш да издвоиш кои се 3 причини поради кои што сакаш си уште да живееш овде и кои се 3 причини поради кои што би се заминал од Македонија? Да. Што би кажал? Да. Како про ќе биде луѓето. Добро. Природата и што исто храна. Има многу повеќе аспекти што не ми се допаѓа. Добро прашање. Немам многу работи. Например, не ми се допаѓа со прекајот во Скопје. Ама тоа е само во Скопје. Надвор е подобро. Ама нормално е, што да правам. Да, со прекајот. И што исто? Мислам само тоа. И уште еднаш, што не ми се допаѓа, имав чувство сега, после 2-3 години, дека македонците се многу фини со странци, ама не многу фини со други македонците. Меѓу себе. Да, меѓу себе, да. И мислам тоа, ако имав жеба, дека тоа ќе биде подобро. Дека македонците се по-фини меѓу... Па добро, зависи, нели? Зависи од луѓе, да. Во какво да. друштво си бил или Да, како. точно, да. Различни се луѓето, не можат сите да бидат исти. Да, точно си, да. Верувам дека не е тоа некој генерален впечаток кој што понатаму ќе сватиш дека можеби не е така. Да. Но тоа генерално постои како менталитет, мислам дека на Балканот, во сите држави на Балканот. Интересно, него спомна воздухот. Живееш во аеродром, да, воздух, јас сум од таму, па ме интересира ти пречи ли зимно време колку е овде загадено? Да, сега имам некој филтер за воздух и подобро е, ама да... Но тоа е дома. Во дома, да. Добро. Да, во зима одам многу повеќе пати на планина, да скијам. Каде одиш на планина? Да, Мавро бев многу пати, на Шапка, Битола, кај Пелисте. Рушево, писам сите места, само Пониква не сум бил. Да. Знаеш што е интересно? Ти некако спонтано успеа многу да испромовираш Македонија преку твоите социјални мрежи, преку твоите профили на социјалните мрежи. Ако го земам како пример Инстаграм, јас на пример секојдневно ти се воодишувам, имаш секојдневно некои сторења интересни од места кои што јас сум ги посетила, но ти на еден поинаков интересен начин ги доближуваш до твоите следбеници, до твоите пријатели, Дали ти е тоа работа на почеток да прашам? Не. Те плаќаат за тоа? Не. Тоа е Само уште... не правам пари, само со TikTok, ако сакаш ќе ти покажам, like 10 евро месечно или 5. TikTok не плати, не знам што. Значи ти си можеби единствениот или ретко од овие луѓе кои што за без пари вака ја промовираат нашата држава. Да. Ти пишуваат од Германија, твоите пријатели од други држави. Да, понекогаш. Те прашуваат за овде. Да, и на пример имам еден пријател кој живе во Унгарија, мислам. И беше во одмор во Италија. И таму беше една македонка. И мојот пријател споруваше со македонката и кажа дека имам пријател од Германија и она ми знае. Те знаеш? Да, тоа беше малку смешно за мене. Интересно ти е дека стана толку популарен? Да. Не знам ако сум популарен, мислам, не. Многу сум нормален човек, мислам. Добро, гледаме дека си нормален човек, но сепак стана многу популарен преку социјалните мрежи, баш поради тоа што снимаш интересни видеа. Тоа ти е дел од работата, од професијата со која што се занимаваш, со што се занимаваш? Што работиш? Работам онлайн за американската компанија и помогам инфлуенсери од Америка да имаат соработки со компании од Америка и правам како стратегии за инфлуенсери од Америка. И за тоа знам малку за социјални мрежи и например како например почеток треба да биде на видеото и нешто такви работи, ама да. Добро, значи тоа ти помага. Да. Всушност го правиш и за себе, интересно е, бидејќи доста места посетуваш, како успеваш и со работа и
Може И да ги работам истражуваш сите тие места. Да. Може да работам од каде сакам и например од дома и тоа е многу помогна. Например кога сум во Охрид, луѓе мислат дека сум на одмор, ама работам, например во вечер. И Само ја менуваш локацијата. Да, или работам во кола многу често кога возам. Имаме добар интернет тука. Не знам, многу подобро од Германија. Можеш да работиш секаде на автопат. Има интернет, да. Да, има широко распространет интернет во целата држава. Кое е твоето најомилено место овде во Македонија? Да. Имаш ли најомилено место? Да. Добро прашање. Секогаш кажам различно. Мислам за природата Охрид таму. Добро. И за луѓе, мислам Скопје и Битола. Знам дека има како ривалитет. Ама да, многу сакам Битола и битолџани како живеат. Сите на широк сокак и да, многу ми се допаѓа таму. Ама Скопје исто, деба мало, во вече исто е. Што исто? Да, мислам, тоа, за мене најинтересно е дека сите места се различни. Например, сум во Прилеп и многу изгледа различно од Битола. И после сум во Кавадац и после, не знам, 30 минути многу различно исто. И после тоа во Велес и се изгледа различно. Да. Да, држава не е многу голема, ама многу различни места, се е различно. И има многу е различно местото и имаме многу дијалекти. Да, исто, да. Тешко ли ти е да ги разбереш сите? Да, разбирам повеќе тука бидејќи живам тука и многу спорам со луѓе од Скопје. Добро. И затоа тоа е добро. Битола исто бидејќи имам професорка од Битола, затоа тоа е добро исто. Кога одиш на пример во Кавадарци, Неготино? Да, таму сум бил само еднаш. Не се сеќам, мислам, знам дека има дијалект таму. Во Струмица ништо не разбирав. Куманово исто. Куманово многу тешко, Струмица. Да, Прилеп добро беше. Мислам таму е многу чист. Таму луѓе зборуваат многу чист македонски, само со ке и че, нешто, не знам. Со че? Да, со че, да. Да, ама многу зависи од луѓе со кои зборувам, колку ги разберам. Да, ама генерално твоите пријатели се од тука, од Македонија. Имаш многу пријатели? Успеа да запознаеш големо друштво? Да, зависи на што е пријатели, што е како луѓе кои знам, ама мислам да знам. Не сум сам. Ти помагаат? Да. Но веќе си навикнат, претпоставувам, за 2-3 години ги имаш научено генерално како функционира. Да. Се овде. Имаш премногу интересни видеа. Кое може би е најспецифичното место кое што си го посетил? Добро прашање, многу добро прашање. Има една црква во Камен, кај Радушта. Тоа беше многу интересно, многу стара црква. Да. И тоа беше многу интересно, бидејќи треба клучот за црквата. И бев во село и прашав сите како може да влезам и некоја баба ми помогна. И после сум бил во црквата таму, многу убава. Имаш поглед на Охрид и да, таму многу ми се допаѓа. Што исто Кратово, мислам нема никоја спорува за Кратово. И да, многу беше интересно, сум бил таму во зима. И латно беше, ама многу интересно, како природата таму многу... Со мостовите, да, што ти беше најинтересно? Да, мостовите и планини, ама мали планини, како од вулкано, не знам. Да. И да, многу интересно. И што исто има многу интересни места, многу различни. Те фасцинираше ли колку всушност историја има самата држава? Колку неколку вековни цркви, манастири, самиот спомена една во Карпа, спомена и мостовите во Кратово. Те фасцинираше ли колку... Да, многу интересно за мене, многу спомени, ама исто многу, например, со цркви кај Охрид, многу цркви има во Камен. Не знам колку, ама многу. И, например, имам, мислам, најстарата во Кокино, да гледаш звезди, не знам како е. Обсерваторија, да. Мислам, тоа е една од најстарите во светот. Да. И, например, тоа не знаев. И живеев тука 2 години, не знаев дека имаме најстарата. Такво место? Да, не знаев. И е многу близко од Скопје. Да, близко е, да. Ти објаснија ли како
да ги гледаш, да ги посматраш сите тие работи и успеа такво нешто да доживееш или? Да, мислам, да, како да ми да помогна со живење? Не, Мислам, местото да. кога го посети. Да. Бидејќи е обсерваторија, нели? Да. Најстара. Да. Дали имаше некој со тебе што ти покаже еве како се наблюдува? Да. Многу често сум во Google Maps и гледам што има. И има многу луѓе кои ми помогна, кои ми пиша на Инстаграм, таму е многу добро, таму, тоа многу ми се допаѓа, многу ми се помага, така да кажам, многу ми се помага. И да, тоа многу луѓе ми кажа, таму и учам повеќе и да. Сега меѓу последните места, еве, ти речи си секојдневно објавуваш нешто ново, зависи нели каде одиш и што посетуваш. Интересно беше го посети еве на самиот почеток и македонско село, комплексот кој што се наоѓа Да. овде во Нерези. Те импресионираше ли дека еве успела државата се што е важно, автентично за целата држава да смести во еден комплекс? Да, мислам многу интересно и многу добро за туристи. Например, кога мајка ми или татко ми ќе дојде, ќе покажам тоа, бидејќи например, ако си тука за 3-4 дена немаш време да гледаш се, ама таму можеш да имаш чувство од колку е различно Македонија, колку различни места има и например тоа не знаев кога дојдов. Мислам дека се Македонија и се например традиционална куќа ќе изгледа слично. Ама не е вака. И например со народни носи, дека има многу различни народни носи, тоа исто не знаев, многу интересно. И мислам дека јас имам повеќе да учам исто, не знам се. И сакам да учам повеќе за традиции. Например, ќе одам во Галичник сега за свадбата. За свадбата? Да, тоа ќе биде прв пат. Бев во Карневал, во Вевчани. На карневал. На карневал, да, ова година. Тоа беше многу интересно. Сакам да одам во Крушево на 2 август. Август, така. Да. И да, тоа е како учам повеќе. Да, така и одблиску ќе ги доживееш и традицијата, и историјата, културата овде во нашата држава. Да. Бидејќи се едни од поважните празници или настани кои што се случуваат овде традиционално секоја година. И тука е неизбежно да те прашам што еве ти е најубаво во Македонија. Ја спомена храната, но јас колку што можев да видам и доста често слушаш македонска музика. Да. За мене најдобро е како комбинација од се, како да кажам. Например, не знам, комбинација од се, например, храна, македонска музика, планини, сонце. Ја разбираш ли македонската музика? Да, не се. Имаш ли омилена песна? Да, јас сум чисто македонце. Знаеш да ја запееш? Да, да запеам не. Не знам текстот, ама сега учев за текстот, што значи. И дека имаме повеќе македонците во сите делови од Македонија и во Австралија и да, многу бава песна, со многу значи. Што исто сакам. Да, има многу песни што ми се допаѓа. И не можеш да се сетиш, ти ги кажува некој бидејќи постојано објавуваш некоја песна на социјални мрежи. Да. Например, со видеото го едитираш на тој начин, го покриваш, мислам, со некоја од старите македонски песни, па затоа и Да. Ти ги посочува некој, ти кажува или самиот ги... Не, учев повеќе. Например, кога бев прв пат, ама после некој пати во Охрид учев дека има песна за Охрид, лични да. И тоа учев и сега кога сум во Охрид ќе користам лични да. Мислам дека како доба вајпе. Да. И исто, например, со Битола, ако одам во Битола, тоа учев. Кога бев таму прв пат. И тоа е како учам, да. А освен песните, знаеш ли оро македонско? Што знам? Оро. Оро? Да играш? Да играм. Да, бев на некои свадби и мислам себе подобро. Ке учам повеќе и Како ти се допадна една македонска свадба? Тоа е, мислам, најинтересниот дел од културата. Мислам, тоа е како таму има се храна, интересни луѓе, оро. Да, свадбите се многу интересни. И мислам тоа е најубавите настани што имаме. Какви се во Германија, например? Во Германија
Dobro, isto je интересно, ама не како тука, например, сите ке седат и имаме многу спорување, многу speeches, не знам како е. Добро, Да, многу говори, спорување, да. да. И тоа немаме тука. Мислам, не го видов до сега, дека имаме многу спорување. И да, не знам, еден сат спорување само и ти ке седиш и ке слушаш и добро е, ама не е многу интересно. И многу јадење и, например, тука на свадбите јадење важно е, ама не е многу важно, не знам како да кажам. Многу играње и после малку јадење за 20 минути и после повеќе играње. Да. Играш ора на некоја свадба? Да, секогаш, да. И мојот да, имам девојка тука. А, И тука македонка? Да, македонка, да. И со она бев на две свадби. Каде се запознавате, како? На патот. Тука низ градот? Да. И бев со еден пријател и спорувавме со еден пријател од девојка ми и не знам тоа е како да функционираше. И после не знам бевме на кафе. Ти помага таа во учењето на јазикот? Да, сега многу ми помога и семејствата од девојка ми многу ми помогна. И тоа е како учев повеќе. Например за културата бев со нив на Божик или за Великден. Сакам да те прашам, како ти се допаѓа како се празнуваат овде тие верски празници, бидејќи си присуствувал веќе си бил блиску во семејството на твојата девојка. Мислам, тоа беше најважниот дел за мене да разбирам како е културата и како луѓе функционираат и кој ти беше најинтересен празник? Како се слави, како се празнува? Мислам, да, Великден многу убаво. И немаме такви традиции во Германија. И не важно е, ама не како добро, јајцата се фарбаат во повеќе држави, зависи нели? Да. Ама тоа немаме во Германија, например. Имаме јајца од шоколада. И во гадиња и деца ке одат и да земјат јајцата од гадиња, не знам како да кажам, to find the. Овде ти беше интересно дека има кршење со јајца. Да. И за мене најубаво е колку луѓе, например, ке одат во црквата на Великден, тука во Скопје бев. Каде си бил за Великден, во која црква? За најголемата во центар. Во Соборна? Да. И многу генерации, многу луѓе, млади луѓе, стари луѓе, сите. И во Германија, например, во црква не е како дека имаме сите делови од општество. Повеќе стари луѓе, нема многу млади и црквата не е многу популарна. И тука многу ми се допаѓа. И например за Божик бев во центарот кај Александар Македонски. Добро. И деца пеат како песни за Божик и многу беше убаво. Да, тоа ти се допадна многу. Да. Интересно дека веќе ги живееш работите што сите ги живееме овде, самите празници, еве од блиску можеш да ги доживееш и да ги научиш како функционираме овде. Што беше она што беше клучно, освен тоа колку се гостопримливи луѓето, бидејќи си млад човек, кој што верувам дека допрва нели има некои визии, цели за во однос на кариера, на работа, така на студии. Што беше она што еве беше пресудно сепак да останеш овде? Дали твојата работа која што веќе ја имаше од претходно ти даваше некоја сигурност за да не се предомислиш во намерата да живееш овде? Да, има сигурност, мислам. И да, например, учев бев во факултет, ама не завршив. И например, мајка ми и татко ми многу сака дека ќе завршам во Германија, многу сакаше. Ама јас мислам тоа е како новата генерација во светот дека се повеќе дигитално со интернет. Мислиш дека нема толку потреба од високо образование, од факултет? Зависи од што ќе правиш. Мислам само за работи кои се, например, за социјални мрежи. Мислам дека треба, например, ако сакаш да имаш како чист бизнес, добро е да знаеш за економијата и како е. Мислам дека важно е. И исто мислам дека не може сите, например, да работат онлайн. Тоа не е како ќе работи општество. Треба луѓе и треба да биде атрактивно
за луѓе да работат на пример во болница, треба да има добри плати, треба да биде атрактивно, не знам, различни работи. Мислам дека не е добро дека сите ќе имат Нешто како во цел дигиталниот да свет, работат така. онлайн, да. Еве кога не би работел она што сега го работиш, овде во Скопје што би работел? Добро прашање. Мислам нешто со германски, можеби, не знам, во амбасадија, или знам дека има некоја работа онлайн, како телеперформанс, не знам како се вика, како Добро, да. Мислам тоа е како нешто што ќе правам. Или да, не знам. Мислам дека може да биде кога бев помал сакав да бидам новина, како ти. Да? Да. Ама да не зборам многу добро македонски да бидам новина. Ама да, мислам Може би нешто. еден ќе научиш, па Да. ќе можеш да си го оствариш својот сон. Да. Интересно. Навистина, планираш да останеш понатаму овде? Да. Сакам да живеам тука цел живот. Успеваш со семејството да одржуваш контакти, доаѓаат овде често? Мојата семејства? Да. Да. Да, многу често. Мајка ми и татко ми не се заедно како... Добро. Да. И татко ми ќе дојде се во октомври. Мајка ми многу често е тука. И се допаѓа? да, многу, да. Да? Бевме во кафана со родители од девојка ми и смешно е бидејќи моите родители не знаат англиски или македонски и од девојка ми не знаат англиски исто. И смешно е бидејќи мајка ми ќе зборува македонски, ќе зборува германски и од мајка од девојка ми ќе зборува македонски, не знам. Вие преведувате? Да, многу смешни ситуации, ама да. Да, интересно. Значи, сепак им се допаја, веќе имаш поддршката и од нив. Да. Планираш, верувам, и овде да се жениш? Да бидеш македонски зет? Да, треба да биде тука, да. Да? Сакам да имам голема свадба, да, некој ден. Што би им кажал, еве, на твоите пријатели во Германија, зошто треба да дојдат да посетат Македонија или, еве, да дојдат да живеат овде? Тоа е смешно, бидејќи имав многу пријатели кои беа тука, како на одмор, и кои кажам дека треба да дојдат. И имаме уште еден пријател кој живее тука сега сме тројца Тројца? германците, да. Сите останавте овде? Да. Многу интересно. Да, и ќе имам малку германска друштво, да. Да, имав многу пријатели од мене кои беа тука и секогаш кажав дека треба да дојдат. Прв Инстаграм пред 2-3 години. Кажав дека многу убаво дојдат, многу убава природа, добра храна и да. Интересно е како функционираат младите овде? Ти се допаѓа ноќниот живот во Скопје, во Македонија? Да, убаво е, да. Да, тоа немаме, например, во Германија. Не знам ако... не сакам да кажам дека немаме, ама многу млади се, сега во лето, многу млади се надвор, со пријатели, седат, пијат кафе и без проблеми, сигурно не. И тоа не е вака во Германија, не знам. Кога јас бев помал, не сум бил надвор во вечер, например. Со моите пријатели. Бевме во некој дома, внатре, или во терасата, ама некако... Да, тука е многу послободно и многу подинамично. Да. Ама, и преку ден и навечер, да. Се согласувам. Ајде да те прашам за твоето омилено јадење, бидејќи омилено место те прашав. Ти причаше ли македонската кујна? Колку брзо се навикна на македонската кујна? Ти беше ли чудна? Да, не многу брзо. Многу сакам место и затоа беше многу лесно. Добро. Што многу ми се довака. Сакам исто комбинација се шопска во почеток или шопска во почеток многу убаво. Секогаш. И после од салата, од традиционалните јадења македонски? За Великден имав овој како леп со коин, со паричка, да. И тоа беше многу убаво. И но тоа е традиционални јадења, еве си бил во Кратово, ја пробали кратовската пастрамајлија. Да, таму најдобра за мене. Најдобра пастрамајлија. Подобро например од Веле Штип. Таму е проба и таму? Да. Затоа можам да кажам исто. Многу ми се допаѓа, да. Добре, еве си пробал сарма. Да, исто сарма, да.
Тавче, гравче. Да, Тавче, Гравче, да, најдобро. Да, Скара во Прилеп, не знам зашто не кажав. Скара. Скара во Прилеп најдобро е. Да, многу ми се допаѓа. Да. Интересно е, слушаш македонска музика, посетуваш интересни места тука во Македонија и одлично го зборуваш македонскиот јазик, морам да ти признам. Знам, спомнам со грешки, ама да, ке биде. Дали, еве, предпоставам веќе знаеш и дека од овде младите луѓе многу се иселуваат. Да, со други држави, а? Да, во други држави заминуваат. Какво е твоето размислување по тоа прашање? Еве, што би им кажал на... Знаеш, зошто, бидејќи ти си германец кој што доаѓа од Германија, немаш никакво потекло и никакво познавање за нашата држава и решуваш да останеш токму овде. А многумина од кај нас, поради посигурна иднина, подобар живот, заминуваат во Германија, еве, пример. Најчесто таму одат. Еве, што би им порачал, што би им препорачал, зошто треба, еве, да останат овде, да си ја сакаат својата држава и да пробаат овде да градат иднина? Да. Тешка прашање. Јас мислам дека сите треба да живеат како сакат. Например, ако некој многу сака да живеат во Германија, мислат дека треба, например, по-смирен живот. Подобар стандардот? Да, не знам, подобар стандардот, или не знам, сакаат дека, не знам, Германија е, да, како кажав, посмирено, дека имаш добра работа и не знам, не сум како човек кој ќе кажа дека не треба да живееш тука, не можеш Германија. Ако сакаш Германија, може, тоа е како јас мислам. И само треба дека не знам, треба да имаме повеќе атрактивни работи тука за луѓе дека сакаат да живеат тука. Не дека може да кажеме не можеш таму, не можеш таму. Треба да биде атрактивно тука. Мислам, тоа е како ќе работи. И не ќе работи со како judging на англиски. Не ќе работи ако кажам ти си лош човек бидејќи не живееш тука. Добро. И да, тоа е како јас мислам. Добро, па интересно, прогресивно како и секој друг млад човек, претпоставувам во Европа и во светот и така натаму, сакате повеќе слобода, сакате повеќе да шетате, да менувате, да истражувате, нели? Разбирам сите млади луѓе кои сакаат да живеат или кои сакаат да гледаат, не знам, други држави. Исто бев. Дојдов од Германија до Македонија. Не знам, мислам дека јас не можам да кажам не можеш до Германија да водиш. Ке биде чудно, мислам. Да. Имаше ли некој предпоставам си имал потешкоти за да го зборуваш македонски, имаш ли некој интересен гаф, некој интересен момент додека зборуваш на македонски и онака да видиш као да се смеат сите дека нешто, не знам, си кажал како што не треба или било некој гаф? Памтиш ли некоја таква ситуација каде што можеби си се посрамил поради грешката? Да, имам многу често дека имам некои ситуации кажам нешто и после знаев дека не кажав како треба и луѓе ќе прават нешто друго. Или што имавме? За мене најсмешната ситуација бев прв пат во Струмица. Кажав во други епизоди на други подкасти. И бев таму прв пат и бев во хотел на Горан Пандев. И бевме во вечер во кафана. Не со Горан Пандев, ама со вработени од хотелот. И тогаш знаев македонски за, не знам, 8-9 месеци. И мислев дека ќе разбирам се. И не зборувавме за тешки работи, само, не знам, како ние сега. И цела вечер ништо не разбрав. И не разбирав како, не знам, мислев дека не се секам македонски што учев, не се секам што учев и не се секам како да зборувам. Многу брзо ти зборуваме? Да, не, многу брзо и со струмички. Аха, и дека е дијалект сепак различен. Ама тогаш не знаев дека имаме други дијалекти тука. А бидејќи само Горан Пандев го знаеш од Македонија пред прв пат да не посетиш овде и да дојдеш, успеа да го запознаеш? Да се запознаеш со Горан Пандев, успеа? Да, ама до сега не го видов во уживо, само хотелот. И сестра од Горан Пандев и мајката. Би сакал да го запознаеш? Да, ако може, да. А мислам, Горан Пандев има многу обврски и во Италија некогаш и тука. И... Следиш македонски фудбал? Да. За кого навиваш?
Завада. Тука завада, да. Тоа кажуваш зависи од во кој град одиш или Не, навистина завада? мислам дека во генерално сум за Македонија и например кога гледам ракомет, стварно сакам, знам дека не можам, ама сакам 50 и сакам вада. Луѓе не ми веруваат дека кажам како е, ама стварно е. Тоа е како е и мислам ако не знам, ако сите ќе успеат добро е, за ако имаме како ривалитет и Што најмногу следиш од спорт? Ракомет, фудбал? да, мислам ракомет, да. Тука ракомет, ама сакам не знам, сакав секогаш повеќе фудбал, ама тука ракомет. Ги следиш, одиш на трибини, одиш на утакмици? Да, многу Да? често, да. Која ти Секој беше- одам на кај Вада во четврток. Да. Супер. Да, добро, многу ми се Знаеш да најуваш на македонски? Да. Да? Малку, да. Учам повеќе. Интересно. Ти некој спорт, имаш некоја рекреација, некој хоби? Да, во теретана одам сега и играм исто фудбал некогаш. Голман сум, ама не сум многу добро. Како, знаеш. Добро. Да. Каде, во мало некаде се собирате и играте фудбал или? Да, во некој кај Блаже Коневски многу често. Таму Во не знам балонот. како мал терен. Да. И не учев, ама играв сега 2 надпревари со некој тип во четврта лига, Слободен се вика. И да, тоа беше интересно. Игравме во некој село во планина, не знам како се викаше. Да, ама да, интересно е, добро. Имаше ли некоја непријатна ситуација овде во државата при некој од твоите посети и патувања? Нешто со Да. кое што не веруваше дека можеби ќе се соочиш како странец? Да, треба да размислам. Некоја негативна работа која што Да, мислам, ама тоа е нормално. Мислам, имав некои чудни ситуации. Например, прв пат кога бев во овој стан што беше прескапо, имав проблеми да откажам овој стан. И например, имавме со возачи во такси многу во почеток многу чести проблеми дека беше прескап и некако треба да биде. Ама тоа е како учев за работити. И исто за вториот стан, ама некои мали ситуации, не е нешто. не се некои големи непријатности. Да, не. Ги шиташ околните држави? Соседните на Македонија? Да, кога дојдов, имав проблеми со мојот престој тука, дека е многу тешко, не дека само можеш да живееш тука, ама треба многу документи и требаше многу време. И тоа беше една ситуација, знаев еден такси возач, Добро. и ми кажа дека ќе ти помогнам и не ќе биде проблем и можеш да живееш тука. И после 3 месеци немав слободни дена тука, немав дена, треба да одам надвор. И овој возач имаше идеја дека има некој адвокат за 8.000 евро. И тоа беше како решение за ситуација. И не знам, знаев дека тоа е некако како може да биде. И после се правив како јас сам. Те нервира тоа како функционира еве од аспект на систем, на документи, на институции? Да, ама тоа беше мојата грешка, бидејќи јас не читав многу како ќе работи. Тоа беше моја грешка и тоа е како учев. И тогаш на пример требав да живеам малку надвор Македонија, бев некој недели во Софија, бев во Приштина, Београд бев. И ако направиш споредба вака, Да. сепак овде е најдобро? Да. Само, да. Си имал ли понуда, еве, навистина е интересно дека сето ова го правиш стварно од љубов, од тоа бидејќи си ти превоодушевен, се восхитуваш на се што гледаш во нашата држава, ти понудил ли некој конкретна соработка од државата или некој друг, можеби за да работиш, да правиш оваа промоција, еве? Не знам, мислам дека А за тоа да ти биде платено? Да. Мислам дека не треба, стварно не треба. Јас сум среќен како е моментално. И мислам, например, политика, тука е многу контроверзна тема. И, например, некои луѓе ќе сакаат политика, некои луѓе не ќе сакаат. И сакам да правам видеа, не знам, за Македонија и како јас прочетам во Македонија.
Како ти ги доживуваш? Да. И не сакам да правам овој видео како дел од политика. Знаеш, не сакам дека луѓе мислат дека тоа е само за политика и за пари. И за тоа мислам побаво е како е сега. Да. Ако направиш споредба од аспект на природни убавини, чистота, воздух, споредба со Германија, што е она што најмногу ти недостига или што е она што во кое што сме најслични, можеби? Има такво нешто? Да, треба да размислам. Бидејќи Германија важи за многу средена земја, за голема грижа која што се води во однос на животната средина. Да. Треба да... најслично од тука е за Германија ти си прв пат дека имам ова прашање, за тоа не знам. Многу различно е со плакајот. И да, ама патови се подобри се, ама зависи од каде сум. Да. Нема слични работи. Да, не знам, треба да размислам. Само за како патови во структура или за сите? Не, за генерално за се, да. Што е да. оно што можеш како најслично Да, најслично. да го издвоиш дека е овде и во Германија. Да. Исто. Слично. Да, треба да размислам. Или што? Ајде, ќе преидеме на следното прашање. Може. Веројатно нема некои сличности за тебе. За луѓе, да. Да, што е што најмногу ти недостига од Германија? Тоа е смешно прашање, бидејќи бев на некој подкаст во Германија, на германски беше, за Македонија. Добро. Испорувавме за Македонија и мајка ми после гледаше подкаст. И имавме истата прашање и кажав дека многу сакам кебаб. И мајка ми беа многу лута, зашто не кажеш семејствата, јас, зашто спомнаш за кебаб? И да, за тоа ќе кажам моето семејство. Ама освен тоа, да, мислам дöner, да, кебаб, ама не кебаб како македонски кебаб, ама турски кебаб. Добро. Тоа е најдобро во Германија, треба да кажам. И currywurst, не знам ако знаеш, тоа е како sausage, кобилница. Да, колбаси. Да. окей. Ама само за храна, мислам. Друго не? Да, друга не мислам. Само фудбал некогаш. Имам тим од Фрајбург, сакам да гледам повеќе уживо, ама мислам само тоа. Добро, па колку често ја посетуваш Германија? По тоа и ќе сватиме колку ти недостига. Да. Не многу често. Бев Колку пати во годината си одиш до дома? 2-3 пати. Бев во февруар, ама само еден ден. И ќе одам во Хамбург за 4 дена. И освен тоа немам планови. И лани бев само еднаш, мислам. Само еднаш. Да. Ама добро е бидејќи мајка ми татко ми ќе дојде тука. Подобро ти е кога тие доаѓаат тука за да се видите. Да. На вистина значи ја сакаш нашата земја и тоа многу ме радува и претпоставувам дека сите кои што ќе следат овој подкаст ќе бидат исто така воодушевени како што бев јас кога те открив и на социјалните мрежи. Кои се твоите планови за следниот период? Планираш ли некоја посета на некој место каде што не си бил? Какви планови имаш? Многу се сакам секогаш Берово. И не знам како, сега ќе бидам во Струга следната недела и после тоа во Галичник за свадбата. И да, многу сакам Берово, бидејќи не сум бил таму. И овој Делчево исто не сум бил. Да, Резен, Преспа. Резен, да, Преспа. Преспа, само еднаш бев таму. И мислам, има многу интересни помали места, например Лазарополе. Добро. Да, тоа е интересно, мислам. Деба не сум бил. Да, има многу интересни места, има многу планови. Да. Има некои ситуации кога не знам како да започнам и каде прв, каде после и... А имаш доволно време за да ги посетуваш? Да. Со кој ќе одиш сега на галичката свадба, бидејќи? Со девака ми која. Да. Не покани некои другари од Германија, например, за да бидејќи тоа е навистина една традиција која што треба да се види. Да, добра идеја, да. Ама еден пријател се во одмор во Шпанија. И да, тоа не знам. Ама многу често одиме заедно на фудбал.
Пример, со еден пријател бев на Македонија, Белгија и тоа беше многу смешно. И тоа исто навива за Македонија. Не знам, имам смешна видеа на Инстаграм како бевме многу среќни после 1-1. И да. Која би била твојата порака до сите од твојата генерација, до сите кои што ќе го следат овој подкаст, или пак еве што би им кажал на сите овде, ама и на сите во Германија? Да. За млади луѓе тука мислам дека не знам да посетат да гледат повеќе од Македонија. Например, да истражуваат повеќе во Македонија, да, бидејќи има многу интересни места и да, знам дека например ако ќе кажеш ќе бидам на одмор во не знам, во Кратово или Струмица, не ќе биде многу како cool на Инстаграм и по-интересно е например, јас сум бев во не знам на Малдиви или не знам, тоа е по-атрактивно мислам за млади луѓе, ама има многу убави места во Македонија и да одат во повеќе места во Македонија. Тоа мислам ќе биде мојата порака. И за германците не ќе ми разберат, ама да одат во Македонија, да гледат како е. И да. Има многу убави места, многу убави луѓе, убава храна, природа. Планираш некој бизнес овде да започнеш со оглед на тоа дека веќе имаш и девојка македонка, многу пријатели, другари, некој друг бизнес, нешто што ќе биде овде и ќе... Да, имав идејата да отворам некој ресторан со германска храна. Да? Да, мислам ќе биде многу интересно и да имав идеја со мој пријател од Германија, ама не започнавме. Не знам, ако некој ќе гледа и кажа дека добра идеја, може да ми пиши. Да, ама да, само тоа мислам. И да, сакам да снимам повеќе на YouTube по долги видеа. Да, мислам тоа ќе биде. Репортажи? Да, мислам тоа ќе биде по... Значи тука е тој момент желбата за да станеш новинар, нели? Да. Мислам например ќе биде многу интересно. Имав секогаш желба да снимам како други работи, ама други работни места што имаме во Македонија. Например, еден ден како новина, еден ден на аеродром во Скопје, еден ден на полиција. Добра. И мислам дека тоа ќе биде многу интересно и тоа е како желба што имам. Ама да, ќе видиме. Остануваш овде во Скопје или можеби ќе смениш друг град за живење? Добро прашање. Мислам тука, ама например не знам како да живам во Охрид, бидејќи бев таму само за 4-5 дена макс. И не знам, можеби дека ќе живам некое време, не знам, таму или во Битола. Или Прилеп, не знам. Да, не сум сигурен. Како и да е, ти благодарам што дојде во Сител подкаст, што сподели целата твоја приказна животна овде со нас. И претпоставам дека повторно ќе те имаме како гостин со уште поинтересни теми. Им предлагам на сите да те заследат на социјалните мрежи, за да ги следат сите оние видеа кои што ги снимаш на вистина на интересен начин. Еве јас заедно со моите пријателки, другарки те зборувавме често за тоа колку интересно ги делуваш, песните кои што ги ставаш во позадина и така натаму. Навистина на еден поинаков начин ја презентираш нашата држава и ти посакувам многу успехи во иднина. И ти беше ли можеби чудно кога ќе ти кажа ама си фин? Не, добро. Кога ќе те запознаат? Ти беше чудно? Не беше чудно. Добро. Го разбираш зборот, нели? Бидејќи се викаш фин, затоа не проблем, се шегувам со тебе. И навистина си фин и покрај тоа што се викаш фин. Ти благодарам уште еднаш што дојде во Сител подкаст. Фала за поканата. Се гледаме повторно, се надевам. Ви благодарам што не следевте. И претпоставам дека ќе ви се допадне овој разговор со Фин и ќе научите нешто повеќе за тоа како треба да се грижите и да сакате својата држава. Пријатно.